Пророк, бидејќи во моите контакти со него, во разговорите, се што ќе ми кажеше, се реализираше. Во некои одредени моменти, јас не бев сигурна дали тоа е така како што кажува професорот, но кога ќе поминеше одредено време, јас се уверував дека професорот ја кажал вистината. Да речеме, кога Салинас, археологот, ја пронајде Троја кај Неретва, го носеа на раце во целиот свет со тоа откритие. Меѓутоа, професорот Коневски некако беше скептичен и јас бев радосна дека еве на Неретва се открива Троја, но тој тогаш ја наведна главата, кога ќе ја наведнеше главата и малку ќе се смуртеше, сваќав дека нешто не е во ред и го прашав што е, професоре. Па вели, Вера, колку векови, колку години, камче по камче, археолозите ја открија Троја таму каде што ја знаеме дека е. Дали сега видовте некои важни откритија на Неретва, па за да поверувате дека Троја е на Неретва? Така. Јас се замислив зашто не размислував археолошки, нити знаев што пронашле во Троја археолозите, а што е со старата Троја. Но заќутив и поминаа години, денес трага нема од сето тоа. Така е, така. Размислуваше, значи, како, што е откриено за да се покрие онај мозаик што со векови се создавал каде е Троја и што е Троја. Така. Ова е само пример, да речеме, еден. Меѓутоа, ако ги земеме песните негови, еве, ако ја отворите книгата, мотото да го видите, доволно ќе ви биде јасно дека е пророк. Прво, јас моите разговори со професорот, било службени, било приватни, ги собирав во една папка дома и љубоморно ја чував и таа папка од година во година растеше. И немав намера да ги објавувам тие за мене пријатни извадоци. Меѓутоа, колегата Лапе, новинарот, еден ден ме запраша нешто и јас му кажав еден цитат токму од таа моја папка и тој ме праша каде е ова објавено. Јас му објаснив дека тоа не е објавено, меѓутоа го кажал Блаже Коневски и дека немам намера да ги објавувам. Меѓутоа, нашите разговори понатаму се водеа зошто ова не го направиш достапно за сите луѓе. Толку разговаравме за тоа што во еден момент еве успеа да ме натера да размислам зошто да не ги објавам моите контакти со Блаже Коневски. А еве тие како започнаа. Јас како ученичка во гимназиските клупи во Битола се влюбив разбирливо во поезијата на Блаже Коневски. Посебно Везилка и Тешкото толку ми легна и толку ги засакав што просто живеев со нив. Кога матурирав, имав среќа, задоволство професорот Коневски да ми биде и професор на филолошкиот факултет и како студент уште повеќе ја сватив неговата големина како предавач, како професор, како колега, а потоа по дипломирањето станавме и колеги. А подоцна напишавме и 2 книги заеднички, така што сме имале и заедничка... Тоа е Тиквешки зборник? Да. Добро. И извадоци од средновековната литература. Така. Потоа заврши тој процес, се до неговата смрт, значи од гимназиските клупи кога го запознав преку поезијата, па потоа како студент, како колега, како автори на дела, до неговата смрт, сето тоа е содржано во оваа книга. На кој начин? На 150 на страници ги пишувам тие мои лични контакти, јас и Блаже Коневски. Така. Може да е нешто многу допадливо, може некому нешто да пречи, но тоа е мојот однос со Блаже Коневски, најискрено предаден. Потоа правам собствен избор на неговата поезија. Потоа давам неколку реферати во кои на научен начин го представувам Блаже Коневски и средновековната книжевност. И на крајот додавам 2 негови состави кои сметам дека се пресудни. Тоа е Климент Охридски, Охридската книжевна школа и тестаментот на неколку странички текстот што го издиктирал непосредно пред неговата смрт.